Јас очекувам дека секоја средба е шанса за изнаоѓање на решенија за одблокирање на нашите процеси кон потполна интеграција во НАТО и во Европската Унија. Знам дека секоја средба со пријателски мотиви може да ни ги доближи и ставовите и да изнајдеме решенија на вистина да ова мала земја овде во Балканот, нашата Република Македонија, конечно после толку години се придвижи напред. Упатствата кои што министерот ги доби од владата, секако и од парламентот, се оние слични пораки кои што ги испраќаме сите овие денови позади нас и верувам дека во тој правец се отварат и перспективите за разговори. Денеска се очекува посебно внимание да се посвети на зголемување на мерките за доверба помеѓу двете земји, да се интензивираат и да се надеваме дека граѓаните ќе почувствуваат и поконкретни резултати. Тоа што е добро за двете земји. Верувам дека сето она кое што е од интерес на двете земји во делот на надворешните работи ќе биде отворено како тема за разговор и навистина само очекувам позитивни перспективи од ваквите состаноци. Ќе се знаат ли денеска имињата на луѓето кои ќе раководат со УБК и БЈ? Денеска не, верувам дека во четврток или петок на владина седница ќе ги избереме. Се уште министерот кој што е властен предлагач до влада прави консултации со самите луѓе, штом ќе пресече конечно ќе одлучи, ќе предложи на владата, па после и владата ќе дебатира. Дали според вас има конфликт на интереси во назначувањето на Кочо Ангјушев за министер во влада? Според мене нема, заради тоа што знам кои правни постапки ги покрена Кочо Ангјушев согласно законот и ќе оставам тој да ги објави во соодветно време во интерес на знаењето на сите граѓани и во интерес на вас новинарите. Европскиот парламент денеска ќе расправа за извештајот на напредокот на Македонија. Што очекувате? Јас очекувам веќе позитивни импликации со секоја дискусија на Европската Унија, заради тоа што навистина амбиентот е одличен. Се работи за амбиент кој што создава основни услови да испорачаме резултати ние према Европската Унија, но Европската Унија према нас. Навистина бевме охрабрени од состаноците на кои што присуствувавме во Брисел. Сето тоа секако значи обврски овде во Македонија. Мораме да си помогнеме себе си, на нашата земја, на нашите граѓани, но и да им помогнеме на Европската Унија за да и помогнат на Република Македонија. Значи повеќе препорака Повеќе препорака за човек? Знаете дека ние имаме условена препорака. Првиот чекор логичен е да се тргне условеноста на препораката, да обстои препораката, а нашата желба е да отпочнеме преговори со Европската Унија. Се надевам дека тоа брзо ќе се придвижи, секако зависи многу од реформите, но зависи од нашите соседи, пред се од Грција, но зависи, како што знаете, и од Бугарија, заради непотпишениот договор. Работиме во тој правец, се со конечна цел час поскоро, ден поскоро да може да се одблокираат ваквите процеси. Господине Заев, дали се уште верувате во граѓанскиот концепт, бидејќи не видовме ниту еден заменик од другите националности? Во замениците министри? Да. Заменик министерот за земјоделие Србија. Имаме државен секретар кој што ќе биде од албанската заедница, имаме заменици министри неколку. Ќе имаме државни секретари, верувам, и од бошњачката, верувам, високи позиции од лашката заедница. Буквално застапеноста ќе ја имплементираме комплетно во идната извршна власт.